Во студиото со вас Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Евроамбасадорот Рока се задоволен од темпото со кое се реализираат реформите од планот за раст. Вели, пред истекот на грејс периодот очекува да бидат завршени 9,5 од можни 10 чекори. Се надева дека партиите ќе најдат консензуси за изборниот законник. Тоа ќе биде проценка, не може да кажам сега, но ние работиме со цел да постигнеме 9,5. Во секој случај убеден сум дека ќе имаме добри резултати, но мора да разберете дека проценката всушност се прави од Европската комисија. Кажавте 9,5, дури изборниот законник. Изборниот закон, како што знаете, се уште има дискусии со политичките партии, кои што се одвиваат во моментов, потребно е да се постигне консензус. Законот сам по себе е добар закон. ОДИХР и Европската комисија дадоа позитивна проценка и оценка, но она што преостана во моментов се модалитетите. Јас разбирам дека има несогласување кога станува збор за овие модалитети, но чувствувам дека има добра волја тоа да се надмине. И комисијата во парламентот за изборниот закон веќе работи и се надевам дека партиите на толку важна работа ќе бидат во можност да седнат и да постигнат консензус кога станува збор за ова сензитивно прашање. Меѓутоа, основите на законот и самиот законот сам по себе се навистина добри. Премиерот и денеска повтори дека е подготвен да разговара за измените на изборниот законник за да може да се комплетираат сите реформи кои се дел од планот за раст. Како што вчера најави во своето интервју во тема на денот, ВМРО-ДПМН е подготвено наместо електронско гласање да прифати гласање со писмо по пошта, испраќајќи апел до опозицијата да ги повлече повеќе од 13.000 амандмани со кои ги блокира овие измени. Како што слушнавте, изборниот законник е целосно согласен со препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Имаме однесување неодговорно страна на опозицијата какво што имаме, но ние сме подготвени, јас тоа го кажав и вчера во интервју, да седнеме, да повторно разговараме во делот на гласање на диаспората, како да го подобриме тој процес, како да ја вклучиме повеќе диаспората. Еве, во ред тие одлучиле дека и покрај тоа што десетици земји во светот аплицираат електронско гласање, го имам јас и естонскиот модел комплетно разработен. Еве, нека не биде така, од 2029 година, од председателските избори па натаму, тие се исплашени, бидејќи велат и тогаш ќе бидеме опозиција, па мисла дека некој повторно ќе им ги украде изборите. Фројд понекогаш проработува. Тие мислат дека како тие што се однесувале, така сите се однесуваат, но еве ние сме подготвени повторно да седнеме, повторно да разговараме. Гласањето на диаспората да најдеме модалитет да биде во обем многу поголемо, со што би заштедиле пари, еве нека биде со писма, преку пошта, било како да најдеме форма како да го интензивираме гласањето на диаспората и да го направиме достапно за диаспората, а што се однесува до сите други барања нивни, јас кажав дека ние како најголема политичка партија ги прифаќаме еве без да дискутираме. Во делот на гласањето, дали за окружувањето ќе биде само на бројката или на името, како ќе се они согласат, ние тоа ќе прифатиме. Во делот на жалбите после завршување на изборот, исто така сме подготвени, како тие ќе се согласат, тоа ќе го прифатиме. Така што, јас би сакал да бидеме 10 од 10, имаме време, дока 15 јули од прилика. А според СДСМ измените на изборниот законник се, како што велат, нов изборен грабеж со злоупотреба на 200.000 гласа на диаспората. Целта на Мицкоски изборен грабеж и злоупотреба на 200.000 гласа затоа што поддршката од граѓаните му падна и сака изгубените гласови во Македонија да ги надомести преку злоупотреба со електронско гласање од надвор. А сите знаеме како ВМРО ги крадеше изборите. Додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строга процедура, проверка, личен документ, подпис во избирачкиот список, идентификација со отпечаток од прст, Мицкоски сака да нема никакви правила и да нема никаква контрола за гласањето на диаспората, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од Социјалдемократскиот сојуз. Владеачката партија пак обвинува дека со блокадата на изборниот законник СДСМ ја блокира реформската агенда. Од партијата се наставот дека опозицијата се плаши од диаспората, бидејќи како што велат, поради нив тие и си заминале од Македонија.
Социјалдемократскиот сојуз и Левица, предводени од Венко Заев и Апасиев, настапуваат синхронизирано во обидот да го блокираат донесувањето на новиот изборен законник. Со поднесување на десетици илјади амандмани, тие го кочат законското решение кое со месеци беше усогласувано со учество на сите политички партии. Стравот од уште поголем пораз на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз ги притисна да се противат на електронско гласање на диаспората, затоа што токму тие луѓе заминаа од државата поради нивното катастрофално раководење со Македонија. Свесни за исходот, одат против носење на нов изборен законник. Канцеларијата на Обединетите нации во соработка со Стопанската комора и Министерството за надворешни работи од утрово организираат неколку панел дискусии во рамки на форумот под наслов Претворање на одржливоста во конкурентно зградење отпорни бизниси во неизвесен свет. Предвидено е дебатата да се фокусира на усогласување на одржливоста, трговијата и растот во Европа, регионот и земјата, иновации, дигитализација и зелени инвестиции за отпорност, одржливи синџири на снабдување и подготвеност за извоз. На настанот своје обраќање имаше и шефот на дипломатијата Муцунски. Прашањето повеќе не е дали ќе има промени, прашањето е дали ќе бидеме подготвени тие промени да ги претвориме во конкурентска предност. Секоја криза носи ризици, но отвара и простор за нови идеи, нови пазари, нови технологии и нови деловни модели. Можноста ќе искористат оние компании и економии кои навремено ќе ги препознаат овие нови правила на играта. Четвртата меѓународна конференција за финансирање на развојот одржана во Севилја во 2025 година испрати јасна порака. Глобалните развојни цели не можат да се постигнат без силна и активна улога на приватниот сектор. Во Скопската касарна Илинден денеска беше презентиран дел од опремата за армијата набавена со поддршка од Европската унија преку Европскиот мировен фонд. Во рамки на соработката со Европската унија, односно со мировниот фонд, набавена опрема во вредност од над 40 милиони евра, сегментирана во 3 пакети, од кои опремата од првиот и дел од вториот пакет е веќе пристигната во земја. Станува збор за радари, термални камери, транспортни возила, симулатори, преносни сензори и опрема за комуникација и логистика. Правиме една убава работа, позади мене може да го видите првиот пакет на опрема што стигна. Збориме за пакет тотал околу 40 милиони евра и плюс дополнителни 2 милиони евра за балканските медицински цели. Значи, работиме постојано, се надевам дека во наредниот период ќе најавиме дополнителни пакети, каде што ќе опфатат дополнителна опрема, но она што сакам да го кажам е дека исклучителната соработка што имаме со амбасадорот, со европската делегација, внесува голем плод, внесува дополнителна опрема, внесува зголемување на буџетот, што е многу важно. А туку што почна и Комисијата за финансирање и буџет на Собранието, каде денеска стартува амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Поднесени се вкупно 224 амандмани. Со ребалансот вкупните приходи се ревидираат на повеќе од 6,1 милијарди евра, а расходите на преку 6,9 милијарди. Согласно проекциите, за годинава се очекува економски раст од 3,5%, инфлација од 4,5% и буџетски дефицит проектиран на 4,1%. Него заедно со долговите кои ни доаѓаат за отплати и во оваа пресметка достигнуваат 1,2 милијарди евра, ќе се финансираат преку комбинација на домашно и странско задолжување. Собранието за денес има закажано и продолжение на 2 пленарни седници. На 104-та на дневен ред е избор на член на Судскиот совет, како и законот за правична застапеност и законот за судовите по скратена постапка. На дневен ред на продолжението на 108-та седница е законот за парнична постапка, кој е во фаза на второ читање. Наша екипа ги следи собраниските настани, детали ќе имаме во попладневните изданија. Охрид полека се полни со туристи, а и оваа година не недостигаат странските гости. Угостителите се задоволни од стартот на сезоната. Велат имаат конкурентна и квалитетна понуда и очекуваат успешно лето. Од Охрид се јавува Нина Ритоновска.
Охрид останува привлечна дестинација за туристите од сите краеви ширум светот. Најбројни се гостите од Германија, Франција, Полска, Турција и Србија. Но не изостануваат ни домашните, тоа претежно оние кои што си имаат свој викенд станови. Со поволни аранжмани, конкурентни цени, сето тоа комбинирано со природните убавини и културното наследство, во споредба со многу европски дестинации го прави достапен за поширок круг посетители. Можам да кажам ова година од Германија и од Полска имат доста туристи, и со организација на бројниве манифестации што ги нуди Охрид, мислам дека ќе привлечиме уште поголем број на туристи. Се надевам и од Балканов. Од година во година не само ние, туку и гледате туристите дека имаме се поголем број на настани, како што е Охрид трчат, Винофестот, се надевам дека ќе имат уште поголем број на настани и да ги привлекли туристи. Угостителите велат дека за бројните посетители нудат разновидни понуди за сечи вкус. Можам да кажам од мај месец беше прекрасен, дури многу подобар од лани. Ако е репер да гледаме по мај месец, мислам дека лето би било многу подобро од лани. Се нудат понуди, со оглед на тоа сега дека е светско првенство. Имаме пакетчина на пиво со храна, идат туристи, гледат фудбал, а во идниот кога ќе заврши светско првенство ќе имаме и доста поголем број на настани. Туристичките работници се оптимисти со оглед на најавите за исполнети капацитети како во хотелите до Жезерото, така и во приватното сместување. Очекуваат успешна летна сезона. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А летната сезона Прилеп ја користи за реконструкција на градската инфраструктура. За плановите на локалната власт од Прилеп го имаме нашиот дописник Дарко Штарговски. Започна реконструкцијата на тротоарите, велосипедските патеки и уличното осветлување на улицата 11 октомври во Прилеп, во должина од 520 метри од двете страни на улицата, на површина од 2800 метри квадратни. Инвестицијата чини 9 милиони денари, а средствата се обезбедени со поддршка од Министерството за транспорт и врски. 2800 метри квадратни кои се разработуваат во име на подобрување на пешачката и на велосипедската инфраструктура на оваа улица и генерално подобрување на осветлувањето, односно доизградба и замена на постоечките светилки со нови, со тоа што уште еден момент плюс на овој дел од улицата е дека би имало дополнително осветлување и за пешачката патека, не само за коловозот. Во иднина се планира паркингот кај зградата Табана да се приспособи за повеќе возила, затоа што повеќе нема да има паркирање на тротоарот како досега. Би сакал да испратам еден апел до жителите на непосредните објекти овде за домување кои што ги имаме на овој потек од градилиштето, да бидат трпеливи. Би ги замолил да ги повлечат своите возила на местата каде што се за паркирање, да ги тргнат од велосипедските и пешачките патеки и да им ослободат простор на изведувачот да се заврши побрзо и побезбедно работата. Оваа реконструкција и подобрување на патната инфраструктура во иднина ќе се надоврзе на новиот кружен тек мостот Табана, каде што во моментов се гради ново минор корито на градската река. Новиот мост се очекува да донесе големо растеретување на сообраќајот, кој што сега представува енормен проблем во овој дел на градот. За Сител, Дарко Штарговски. Вести од